Значи, доколку се направат промени во подзаконските акти за прием на ученици, односно сместување на ученичките домови, со што би се овозможило учениците првен да се сместат во домовите, па со исполнување на капацитетот да можат останатите ученици да патуваат, тоа би добиле сите. Што значи? Тоа значи дека училиштата кои што имаат милионски суми за оддавање на превоз би останали и би ги потребили за нивно усовршување, подобрување и за учениците за нивни услови. Тоа значи дека општината средствата што ги дава за превоз ќе останат, па ќе може наменски да ги пренамени за училиштата. И тоа значи дека ученичкиот дом, ако со овој го пополни комплетниот капацитет, тоа би добило негде околу 12 милиона на учебна година, тоа нас не финансира 10 месеца, не 12, не е годишно. Со тоа би направиле, да не речем, хотелско сместување за учениците. Значи можеме да направиме да има посебно веќе во секоја соба, да ги реновираме комплетно училниците со подот, затоа што се реновирани со кревети, плакари, столчиња и така натаму. Би го промениле кровот кој што е со азбестни табли од 63-та и би можеле во тие 2 месеца за кои што не финансира државата да успееме да можеме конкурентни на пазарот за хотелско сместување, односно би можеле да бидели на букинг за секој кој што се сака во Велес да дојде, да има примерно сместување и со тоа што ние би успеале да си обезбедиме плата за 2 месеца.